Во темата на денот ќе разговараме за демографските предизвици со кои што се соочува Македонија. Се помалку бракови, се помалку наталитет и кои се мерките што се преземаат за поддршка на семејствата и младите. Наш гостин ово утро е министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски. Добро утро. Добре ни дојдов. Добро ве најдов. Поздрав до емисијата, до гледачите кои што ве следат секој утро. Пред да преминеме на актуелниве теми, она што сакаме да нели прашаме, првенствено како ви почнува утрото, ајде малку спонтано. Малку порано од 8:18, така да таму негде неке 6 часот веќе полека започнуваат сите активности. Малце порано да го фатиме денот, бидејќи ни треба час повеќе. Предпоставам дека за работни товарски и секако семејството кој што треба да го покриеме, нели, како оврска прва, па потоа се друга, така малку порано. Денот трае подолго нормално, ама се трудиме, нели, колку што можеме максимално да постигнеме се. Убави се бенефитите на рано во текот на денот, така. Господине Велковски, кои се приоритетите на министерството во вториот дел од годината и што можат граѓаните да очекуваат во наредниот период? Ајде, веќе ние ја започнавме, односно ја најавивме темата, па ајде малку да се осврнеме на сето она кое што го работите. Така, покрај редовните активности кои што секако министерството ги има, нели, како програмски зацртано во текот на целата година, секако ставивме приоритет со доаѓањето јас како министер пред само 10 дена. Ставивме приоритет на неколку работи, меѓу кои темата која што денеска разговараме и е, нели, постојано активна и актуелна е демографијата и младите, нели, како едно вака ќе ги земаме од целина, бидејќи едно без друго и некако не оди. Така да овие два приоритета ќе не бидат навистина, ќе бидеме посветени и во втората половина, каде што дел од оние програмски активности кои што не сме успеали во првата половина на 2026 година да ги реализираме, да започнеме сега веднаш и да има конкретни проекти за младите во неколку чекори, а секако и демографијата да ги поставиме, бидејќи таму може да носите многу активности и мерки, меѓутоа дел од нив ќе имаат ефект, нели, за одреден период од денеска, така да ставаме акцент токму на овие две теми, а секако се што е актуелно и тековно ќе биде сработено и ќе биде реализирано од страна на министерството. Од пред 10 дена, рековте, сте министер, кои беа првите предизвици? Со какви предизвици се соочувате? Првите предизвици секогаш кога ќе седнете е секако да ги изменаџирате комплетно сето она што значи, нели, процеси во самото министерство. Иако јас од таму како заменик министер, нели, веќе искуствено бев присутен, меѓутоа секако како прв човек мора да, нели, одредени работи да ги измените или да ги поставите во правец каде што мислите дека ќе дадат најдобар ефект. Секако и секогаш е буџетот кога се работи за министерствата и државните институции, знаете дека секогаш е борбата да имаме подобар и поголем буџет за да можеме полесно дел од активностите кои што сме ги предвиделе во текот на годините да можеме да ги реализираме, така да овие се две вака работи кои што првично се менаџираат во секоја една институција, мислам дека кога ќе дојдете, па потоа, нели, тековно навлегувате во сите и програмски активности и се спуштате на буквално едно техничко ниво да ги решите сите дилеми кои што системот ги има во даден момент. Демографските предизвици се една од најголемите теми во Македонија. Кои конкретни мерки ги преземате за да ги задржите младите во државата, но и да ги охрабрите, нели, младите семејства? Па јас би почнал од ова второто, да ги охрабриме. Идеме во таков елемент, првично мора младите да сватат дека имаат партнер во системот, во државата, нели, како систем кој што ги раководи сите скоро процеси во едно општество и кога ќе им дадеме можност и верување дека системот и ќе ги поддржи, меѓутоа и ќе им даде буквално еден поттик за да останат тука во Македонија, тоа е пресвртот кај младите пред се, нели, каде што ќе добијат довербата. Тоа е првиот елемент и тоа се трудиме веќе 2 години да го влиеме кај младите дека се промените работите не е како што било досега, така понатака системот навистина ќе ги поддржи во повеќе елементи, бидејќи тука не говориме само за не знам, една субвенција или една можност која што треба да им се даде на младите луѓе, бидејќи знаете како денеска младите не се задоволуваат само ако има автомобил, негов личен, доколку има, нели, стамбено прашање, туку и низа други елементи како што е повисока плата, како што е детски градинки да има, нели, семејството детето кога ќе се роди да веднаш без да има оние чекања, повици да се јават за да го смесат детенцето во градинка, да не чека за извод повеќе од, не знам, еден ден во системот, така да тие се предизвици кои што сите заеднички во системот треба да ги испорачаме на младите, да ги увериме дека тоа функционира
и на крајот денот дека они самите ќе се уверат нели доколку ова го исполниме ние како систем заеднички, дека навистина ќе се чувствуваат комотно, без никаков притисок, ќе се ги имаат правата нели во оваа држава лично за себе. Малку конкретно се подготвуваат ли некакви мерки за поддршка за семејствата со деца? Имавме пред неколку години поддршка за семејства со трето дете и така натаму. Има ли се размислува во тој? Секако се размислува, бидејќи ги следиме статистиките кои што нели ги имаме како новороденчиња во системот и така натака. Само би сакал стално е дебата нели дали да има повеќе пари за некој од новороденчињата прво, второ или трето како што е системот направи денеска. Статистички ги гледаме и другите држави многу поразвиени нели од Македонија во смисла на економски и оние GDP кои што го имаат по глава на жител како што е на Финска, Кореја и така натака, каде што колку и средства да се трошат нели за поттикот на новороденчињата, во даден момент не дава ефект. Нема никаков ефект, самите пари зборам како пари, нема таков ефект, затоа сега ќе појдеме во еден друг правец, бидејќи денеска пред 10 години разговаравме за трето дете. Тоа беше тема тогаш. Денеска за жал нели разговараме за младите да не се оцелуваат и да имаат семејство како единка, од таму да почне све. Така да ќе започнеме сега, бидејќи веќе се вративме многу наназад, не говориме веќе за трето дете, дури и второ веќе нели прашање во семејствата. Сега ќе идеме со потекот да првин се формираат семејства, тие семејства да бидат здрави единки, а потоа нели да можеме секако од тоа семејство да произлезат и новородени денчиња по број 1, 2, 3, здраве Боже и многу повеќе, така да конкретните мерки ќе произлезат, бидејќи работат и работните тела комплетно на целата анализа, за да можат се оно што ќе се донесе како мерка и ќе се даде како поддршка на младите луѓе да има ефект, крајен ефект на индикатори на мерење, така да тоа е многу важно во моментот. Да, убаво споменавте, ако пред 10 години зборувавме за трето дете, сега зборуваме за помалку бракови. За жал, статистиките се навистина лоши. Јас би се осврнал, односно би го најавиле прилогот во продолжение со статистиките од минатата година, да ги чуеме и видиме бројките, па да се надоврземе малку и на браковите и разводите и така натаму. Бројот на склучени бракови е намален за 5,1%, додека бројот на разводи е зголемен за 8%. Ајде да го проследиме прилогот, па да продискутираме и за себе ова. Според статистичките податоци, во 2025 година, во однос на 2024, се склучени за 5,1% помалку, а разведени за 8,0% повеќе бракови. Во 2025 година се склучени 10.507 бракови и во споредба со претходната година, нивниот број е намален за 5,1%. Најмногу бракови, 1362 или 13,0%, се склучени во месец август, а најмалку во месец март, 473 бракови или 4,5%. Најчесто е стапувањето во прв брак со учество од 92,8% за жените и 92,1% за мажите. Во втор брак со учество од 7,1% и во трет брак со учество од 0,8%. Во вкупниот број склучени бракови почесто стапуваат мажите. Просечната возраст при исклучувањето прв брак е 27,5 години за невестата и 30,2 години за младоженецот. Во 2025 година, според возраста, најмногу бракови биле склучени во старосната група од 25 до 29 години, односно 3448 или 32,8% кај жените и 3750 или 35,7% кај мажите. Според возраста, најголем број разводи имало во старосната група од 35 до 39 години, од кои 400 или 18,3% кај жените и 381 или 17,4% кај мажите. Според траењето на бракот, најмногу разводи, 478 или 21,9%, се случиле од 5-та до 9-та година по склучувањето на бракот. Во 2025 година, бројот на склучени бракови е намален за 5,1%,
Просечната возраст при исклучување прв брак е 27,5 години за невестата и 30,2 години за младоженецот. Бројот на разводите е зголемен за 8,0%. Да, веднаш да прашаме колку ова ја загрижува владата и какви мерки преземате за да ги поттикнете младите да формираат семејство? Секако статистиките се јасни. Да. Нема дилема дека за жал ова е поради бројот на население кој што за жал се оцелило нели оние 5% помалку склучени бракови нели се одразува. Низ годините како заминувале младите, денеска повеќе не се тука и затоа бројот на бракови се намалува и тоа е отсликување на заминувањето, мислам дека пред се. Повеќе ме загрижува бројот на разводите кои што за жал се многу се почести во Македонија и работиме активно и на измени на законот за семејство кој што треба да предвиди нели одредена поддршка токму на семејствата, директна пред се преку социјалните работници, бидејќи кога доаѓаат веќе семејствата кои ќе се нели решат да се разведат сопружниците, крајниот стадиум е нели Центарот за социјални работи каде што треба да дојдат и да го поднесат тоа на формално барање и потоа следи целата постапка, независно дали во центарот или во некој од судовите во Македонија. За жал оној дел на превентива, односно советот каде што при првите проблеми кои остануваат во бракот во Македонија се многу слаби, низ години, не само денеска. Така да тука ќе се фокусираме и во иднина да овој дел на советување биде многу порано, за да дел од овие бројки од 8% статистички зголемен нели во 2025 година, да се обидеме да го намалиме, бидејќи ако ги слушнеме бројките, разводите се негде 36-та или 7-та година од животниот век на луѓето и тоа се претпоставува дека најкритичните години на популацијата и тука треба да се интервенира најмногу, така да работиме на давање на решение токму на овој проблем за да го намалиме статистички зборам низ годините кои што се. А верувам дека решението треба според она анализа која што имате. Повеќе проблемот за разводите се финансискиот дел, па тука треба да се бара решение или оној другиот дел каде што е потребно нели психолошка поддршка и така натаму. Повеќе психолошката поддршка. Така? Не е толку финансискиот елемент, бидејќи денеска статистички кога ги видите кога се разведува дека голем дел од двајцата сопружници веќе се во работен однос. Значи двајцата веќе се економски независни еден од друг, така да тој елемент веќе исклучен. Ако порано било тоа статистика каде што било причина, денеска повеќе не е, туку е оној психолошкиот момент помеѓу луѓето кој што треба да биде надминат. За крај на денешниот разговор, ајде малку да позборуваме и за лицата со попреченост. Потребна е поголема инклузија, повеќе можности за вработување. Кои се најновите активности и за оваа област, па со тоа никако да го привршиме и целиот разговор. Така, работиме на вистина овие лица, на вистина е потребна интервенција од страна на државата за да им помогнеме директно. Дел од оние кои што сакаат имаат жоба и денеска, нели, може да работат и се на пазарот на трудот, меѓутоа со она што го правиме како закон за рехабилитација и професионално вработување токму на овие лица, нешто што за отприлика 6 до 8 месеци ќе биде документ кој што ќе го донесеме и со тоа ќе започне процесот каде што директно ќе даде поддршка државата, нели во компаниите кои што се вработуваат и преку субвенционирање, меѓутоа и со лични асистенти на работното место, поддршка на овие лица додека нели се стекнат со вештините за работното место за кое ќе се запослат, така да е еден комплексен закон кој што ќе понуди можност директно токму на лицата со попреченост да веќе ги интегрираме нели на работните места да бидат се почести и на крајот од денот да се одржуваат самите, бидејќи денеска знаете дека примаат само еден додаток од државата, нели она мобилност, слепило и глувост и само со тие средства они треба да екзистираат нели и да функционираат. Така да ова ќе биде навистина еден одличен закон кој ќе профункционира. Сите овие лица кои што навистина се чувствуваат и сакаат да бидат нели во работен процес, ќе можеме да им дадеме преку овој закон директна поддршка по повеќе елементи, а пак ќе кажам најважни се адаптација на работното место каде што ќе треба да работат и оние лични асистенти кои што ќе им помагаат во текот на работата нели по секаков тип каде што има нели пречки, бидејќи работните места кои што се направени пред многу години од денеска ние не можеме во целост да ги промениме за да бидат инклузивни за сите,
меѓутоа со овие асистенти и поддршка можеме да ги направиме да бидат многу полесни за овие лица за да нели може да си ги сработат своите работни обврски, така да ова е една новина која што за неколку месеци од денеска ќе има можност, веќе се пилотира, се разгледуваат сите аномалии нели на самиот систем каде може да се случат одредени грешки, така да за кратко ќе можеме да го презентираме токму и ова како можност токму за лицата со попречност. Ќе следиме. Ќе следиме вашата работа и ќе информираме. Тоа сигурно. Благодариме. Благодариме за одвоеното време.